Денес уште еднаш да подсетиме за непрофесионалноста на Катица Јанева, која што ја погази за клетвата која има дадено како обвинител и наместо обвинител на осомничениот криминалец Зоран Заев се појави како негов бранител. Истовремено, многу индикативно, што неколку дена имаме молк и од господјата Катица Јанева и од Зоран Заев. Никој не се јави да објасни зошто е повлечено обвинението, ниту пак Зоран Заев се јави да побара обвинението да има судска разрешница ако верува дека е невин. Но целата јавност, како и господјата Катица Јанева и незиниот штитеник Зоран Заев, знаат за вината што е сторена и за доказите што се прибрани. Катица Јанева се откажа од предметот пуч со срамно образложение дека фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт била во спротивност со наводни докази кои што таа ги обезбедила за други два предмети. Но да подсетиме, доказите ги оценува судот. Катица Јанева во моментов е обвинителка, но се уште не е судија. И специјалното обвинителство е обвинителски орган, а не е судски совет. Со одлуката за повлекување од предметот, Катица Јанева се постави во улога на суд, излегувајќи од сопствените ингеренции, и почна сама да ги суди и цени доказите, се со цел да му помогне на обвинетиот Зоран Заев. Предмети на кои се повикува Катица Јанева за да го ослободи Заев се уште се во фаза на истрага, а предметот од кој што се откажа и го повлече обвинението имаше правосилен обвинителски акт. Почитувани новинари, после оваа скандалозна, политичка и непрофесионална одлука на специјалното јавно обвинителство, повеќе нема дилеми. Предметите на кои ги отвара господјата Јанева се отпочнати од една единствена причина, само да му се помогне на Зоран Заев уште еднаш преку политиката да ја избегне својата кривична одговорност. Катица Јанева знае дека признанието на Звонко Костовски е непобитен доказ за организираната криминална мрежа на Заев и Верушевски и знае дека скајп комуникацијата во која што се заговара и граѓански немири е непобитен доказ за делувањето на оваа група. Катица Јанева знае дека материјалите се обезбедени со посебни истражни мерки и тие ја потврдуваат одговорноста на Заев. Затоа господјата Јанева се одлучи со политички акт, а не со обвинителски или правен акт, да го заштити политичарот Зоран Заев, кој што ја злоупотребува политиката за да се зацкрие од своите криминални дејанија. Да беше Зоран Заев невин, тој ќе побараше судска разрешница на овој случај, а да беше Катица Јанева професионален обвинител, таа овој случај ќе го доставеше до судот и ќе излезеше на рочиште да ги представува доказите во улога на обвинител. Но како и да е, ние изјавуваме дека овој случај не завршува со политичката одлука на Катица Јанева и порано или покасно Зоран Заев и Верушевски ќе одговараат за тоа што го сториле на Република Македонија и за што се обезбедени докази.